Радувај се, Македонијо! Дојде слободата! Дозволете од мое име, кој што имам чест да ја водам слободарската нова реформска влада, да ви се заблагодарам на сите за борбата, за другарството, за вербата, за амбицијата, за љубовта кон нашата земја и целиот наш народ. Ова што го направив не се прави за сите пари на светот. Ова се прави само од срце, со многу љубов за татковината наша. Верувавме целиот овој период. Се боревме против режим со сите инструменти и механизми кои што ги имаше на располагање. Укотвен 11 години, допрел до сите пори во нашето општество. Но верувавме, нема посилна алатка од вербата и од љубовта, која што ја носевме сите во срцата наши. И еве ја денеска цела Македонија, озарена, насмејана, со крената глава, се радува. Драги пријатели, не беше лесна борбата. Симнавме режим со пенкаво и со глас и бидете горди на тоа. Испишавме убави страници во модерната македонска историја. Ке зборат за секој од нас поединечно и за сите нас заедно, деца и внуци наши. Да се гордеете што учествувавте, што партиципиравте, што ширевте позитивна енергија и надеж и на најголемите неверници. Искрена беше борбата и ги струши сите бедеми пред нас и сите ридови и планини кои што беа исправени пред сите нас. Чекор по чекор, со многу трпение, со многу присебност, со многу желба за слобода, за демократија, за европски вредности, за надеж за нас и нашите деца и генерациите што доаѓаат пред нас. И еве вечерва го имаме сето право на светот да бидеме радосни, да бидеме насмејани. Навистина, Господ ни даде голема чест. Честа дојде и со маки. Оти без макија нема и честа. Ама не се падна на нас, на сегашните генерации. И затоа треба да сме дополнително радосни. Оти навистина и јас, а верувам и вие сите до крај, не сме свесни. Леле, што направивме. Сакам да знаете сите дека во овие сите тешки години и месеци позади нас не беше лесно да се додржи движењето, револуцијата, вербата. Но образот на никому не го дадовме под кирија. Никому не му должиме ништо, само на нашиот народ и на нашата држава. Тој долг мораме да го реализираме.
Оти борбата мора да има конечна цел. А целта се вика живот во Македонија за сите. За сите! Голема е врската и овие денови знаев, падна договор за коалиција дека се гласа влада. Но и бремето и тежината е огромно заради врската пред граѓаните. Но тие се срекни маки. Тие се убави околности. Народот очекува од сите нас многу. Но ќе има успешност и секој ќе почувствува ако имаме разбирање меѓу себе. Ако си подаваме рака на сите нас со сите различности во оваа наша шарена Македонија. Оти немаме ни друга татковина, ни мајковина. Толку сме малку што родни ни фаќаме сите. Да си помагаме рака, да си пружаме и секој на секој помош да испорача таму каде што му треба. Апелирам до оние на повисоките функции, до оние веднаш после нив и до оние до најниските функции, да ми водите грижа за граѓаните, оти ќе има оставки и разрешување. Да бидете сервис на граѓаните. Денеска во парламентот се гласаше одличен добар тим. Секако можеби не е најдобриот, има и подобри, има и послаби. Но излеговме со решенија на луѓе кои што се бореа рамо до рамо со нас. И вгнездена им е вербата како на сите од нас. Тоа е насушно потребно за да знаат дека мора да вратат. Дека морат сите да почувствуваат и слободата и демократијата, и правдата и иднината, ама да почувствуваат и благодат и дома и на своите семејства. Да отвориме работа за младите, да најдеме екзистенција за оние кои што најтешко живеат, да ја вратиме на смевката кај луѓето кои што заборавија да се смеат. Тоа е нашата заедничка обврска. А леснотијата со која што тоа ќе го направиме е единствено возможна ако бидеме другари и другарки сите. Ако си подаваме рака и меѓусебно си помагаме. Јас вечерва на сите граѓани, на наша Македонија, на сите оние кои што беа по улиците и по снегови и по жештини, и по кампови, и во граѓаните за Македонија, и во шарената револуција, и во главниот град, и во секој град во Македонија, и во секое село. Им симнувам капа, им се поклонувам на моите сограѓани. Понизно ќе се однесуваме извршувајќи ги нашите функции, заради тоа што ние сме вашиот репрезент. Не може секој да биде премиер, еве јас ја добив чест. Но во ваше име и за ваша сметка. И животот ќе го оставам, за да ја видам среќата кај мојот народ и кај сите наши граѓани. Оти чуму беше борбата, ако благодетта не ја почувствуваат сите, ама сите подеднакво. И апелирам да пружиме рака секому. Доста ни беа делби и поделби. Ние сме поразлични од оние кои што досега ја водеа Македонија. Ние сме вистинските граѓани на Република Македонија. Да запре омразата и делбите во нашата земја. Доаѓа ново време, доаѓа живот за сите. Да живее Република Македонија и сите нејзини граѓани.